Ова е редовниот термин за најновите информации од Велес и регионот Македонија и светот. Јас сум Катерина Нацева, а вие останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Иванов му го врачи мандатот за состав на влада на Груевски. Се нормализира состојбата на терен, патиштата до населените места продни. Се пробиваат последните 700 метри до село Сливник. Поради ниските температури, Тиквешијата трет ден се соочува со недостиг на вода. Председателот Ѓорѓе Иванов денеска свечано му го врачи мандатот за состав на влада на Република Македонија на Никола Груевски, председателот на политичката партија ВМРО-ДПМН. Ова значи дека мандаторот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата, а собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници ја избира новата влада. Мандатот за состав на влада на Република Македонија, председателот Ѓорѓе Иванов, денеска му го врачи на Никола Груевски, председател на ВМРО-ДПМН. Деветиот македонски парламентарен состав, кој има 120 народни избраници, се конституираше на 30 декември минатата година. Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН има најмногу пратеници 51. Коалицијата предводена од СДСМ има 49 мандати, ДУИ 10, БЕСА 5, Алијанса на албанците 3 и ДПА 2. Поради недоволен број освоени гласови во овој парламентарен состав нема да има народни избраници од диаспората. Мандаторот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Владата на предлог на мандатарот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Заедничка платформа која ќе биде основа во преговорите објавија ДУИ, БЕСА и Алијанса за албанците, а истата предвидува целосна јазична еднаквост, односно употреба на албанскиот како официјален јазик, економска рамноправност, решавање на спорот за името со вклучување на албанците во работната група за директни преговори со Грција, како и брза интеграција во НАТО и во Европската Унија. Расчистени големи наноси на снег кон населеното место Сливник. Со пробивањето на овој пат сите патни правци во општина Велес се проодни. Кризниот штаб и патролните служби понатаму остануваат во приправност. Постојано се следи ситуацијата на терен и веднаш се реагира онаму каде што има потреба. Се враќа нормалното функционирање на општина Велес. Патролните општински служби на терен последните 700 метри од патот до село Сливник се очекува да бидат пробиени во текот на денов. Со ова во општина Велес ќе бидат проодни сите патни правци. Имало повише снегови, како ова не е ништо. Колку сте задоволни е патот прооден? Па добро е сега, и они не можат да стасаат луѓето. Вчера цел ден биле тамо до Залково горе. Што да кажам? Одма се интервенирало. Вчера со помош на градоначалникот на Велес, на Шадиев, јас лично контактирав и патот човекот го проби. Значи нема што зборува да напаѓаме. Значи што можел помагал. И струја немавме, тоа беше неделова, саботова према недела вечерта. Во понеделникот и струја не ја пуштија. Службите континуирано работеа во изминатиот викенд со цел враќање на нормалното функционирање. Имавме огромни наноси на снег негде кај што достигнува висина и до 4 метра до населените околни места, меѓутоа проблемот беше силниот ветер што дуваше во изминат период и премногу ниските температури. Вакви ниски температури во овој район и во цела Македонија не се памтат во изминативе 60 години. Патролните служби денеска се на терен. Се врши увид во состојбата и се изведуваат ситни интервенции, информира Чадиев. Имаше неколку испади на системот за струја, има енормно зголемено трошење на вода во градот, значи најголемо досега во изминатиот период, неколку години, во овој период имаме најмногу потрошена вода и се уште имаме многу потрошена вода, бидејќи очигледно сите чешми се пуштени, водата тече, тоа е нормално на минуси 23 степени. Комуналните служби на општина Велес
По втор пат ќе ги предупредат фирмите, заедниците на станари и останатите граѓани за обврската која ја имаат за чистење на снегот од јавните површини пред објектите. Општина Велес обезбеди топла соба за потребите на бездомниците, која функционира во овој временски период кога температурите се спуштија и 23 степени под нулата. Истата во моментов ја користат двајца бездомници. Собата е комплетно средена, така да имаме контрола од наша страна и се доставува и прехрана во текот на денот, че се патуваат кај треба да одат да јадат и да се снабдеваат со храна. Тоа ќе остане така и во наредниот период, дека не завршува овие кризни денови, дека не завршат, но имаме тука очигледен проблем што луѓето многу тешко ги тераме да дојдат бездомници да ги користат оваа топла соба. Значи, ни идуваме на голем отпор од нив за доваѓањето во таа топла соба. Поради ниските температури, Тиквешијата трет ден се соочува со недостиг од вода. Замрзнати се воздушните вентили на водоснабдителниот систем Лукар. Дополнителни 20 литри во секунда се пуштени од новиот водоснабдителен систем, а најдоцна до утре се очекува нормализирање на водоснабдувањето. Прилог на колешката Мартина Митков. Тиквешијата веќе трет ден е без вода. Поради ниските температури дојде до замрзнување на воздушните вентили на водоснабдителниот систем Лукар. Одредени делови од високата зона и повеќе села од Тиквешијата останаа без санитарна вода за пиење. Денеска на пресконференција градоначалникот Александар Панов информираше дека очекува во текот на денот, а најдоцна до утре, целосно да профункционира системот, а со тоа и нормализирање на водоснабдувањето. Први кој што немаа вода, тоа мислам дека беше дури и во петокот, беа селото Возарци и целиот тој потек кој што оди на Кајфени. Состојбата дополнително се влошуваше со тоа што енормно ниските температури придонесоа да ова замрзнување се продлабочи и на деловите на мини централите на јавното претпријатие Комуналец, со што дојде до исфрлање од централите од употреба, како и сецкање на неквалитетната струја која што доаѓа до централите од страна на Еван. Оттаму, еве втора ден, комплетно се исклучени мини централите од употреба и целокупното водоснабдување е насочено кон градот. Во текот на вчерашниот ден во функција беше ставен новиот водоснабдителен систем кој придонесе за дополнителни 50 литри во секунда. Панов упати апел до сите водокорисници во овој период кога има енормно ниски температури да се воздржат од непотребно пуштање на вода од чешмите. Напротив, тие чешми да бидат комплетно исклучени, посочи Панов. Ова пуштање на чешмите за да не замрзнат, придонесува за енормна потрошувачка на вода во овој зимски период и со тоа недостиг најнапред во селата, а потоа и во делови од градот. Би сакал да ги замолам сите овие граѓани да ова не го прават, барем во текот на денешниот ден, бидејќи во текот на утрешниот ден че имаме веќе нормализирање на водоснабдувањето, а и очекувано и пат на зимските температури. Би сакал овој пат, за разлика од претходните, овој мој апел да биде најсериозно сватен, бидејќи во прашање го доведуваме комплетниот систем за водоснабдување. За солидно водоснабдување во градот и селата треба да придонесат и самите водокорисници, додаде тој. За штетите што јавното претпријатие ќе ги претрпи заради неработење на централите, рече дека се проблем на општината. Браната на езерото Младост со впечатлива гледка. И во овие зимски денови водата прелива, а ниските температури создадоа несекојдневни фигури од мраз. Надлежните од ЈВП Лисиче велат дека нема опасност, а оној кој ќе сака да ужива во гледката, без проблем ќе може да го посети езерото Младост. Деновиве незаборавна зимска идила може да се доживее и на Велешкото езеро Младост. Ниските температури се причина одделни делови да се замрзнати. Највпечатливо е околу браната. Повозрастните велешани велат дека не памета досега во зимо езерската вода да прелива.
а ниските температури создадоа неверојатни облици на мраз, што гледката ја прават привлечна за минувачите. Бидејќи ова за прв пат се случува, каеден со прашање до надлежните, дали оваа количина на мраз може да влие врз безбедноста на браната. Деновиве сме сведоци на една несекојдневна појава поради екстремно ниските температури. Ја имаме оваа слика на акумулацијата младост. Граѓаните не треба да се грижат за безбедноста на самата брана заради тоа што со самото незино проектирање и изведување се предвидени и овакви ситуации, односно да може да издржи овакви поларни температури на кои што сме сведоци деновиве. Несекојдневниот престој на езерото го надополнуваат и птиците, кои овие денови се покрај самиот езерски брег. А за сите оние кои се љубители на снежните прошетки, да напоменеме дека надлежните служби целосно го имаат исчистено патот од Велес до езерото Младост. Поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, 32 годишниот велешанец заработи кривична пријава од полициската станица Валандово. 32 годишен велешанец АМ се здоби со кривична пријава од полициска станица Валандово поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. На 10.7.2016 година околу 4 часот од страна на полициски службеници во село Удово било запрено патничко возило управувано од НГО Демир Капија, а додека во возилото се превезувале и ГД 31, АМ 32, МЈ 21 и ВЛ 33, сите од негодино. По запирањето на возилото бил извршен преглед на лицето и возилото, при што во истото биле пронајдени пакувања со вкупна нето маса од 2,64 грама марихуана. Во најкраток рок да се платат даночните обврски за персонален данок на доход известуваат од Управата за јавни приходи. Ова укажување се однесува и за самостојните вршители на дејност, но и за оние кои не извршиле плаќање на персонален данок на доход без разлика дали е обврзник кој го плаќа данокот според реален или паушален утврден приход. Управата за јавни приходи ги информира граѓаните доколку не ги извршиле плаќањата на утврдените даночни обврски за персонален данок на доход за 2015 и за претходната година по основ на годишна даночна пријава или за 2016 година по основ на аконтативна даночна пријава, тоа да го сторат во најкраток можен рок. Укажувањето се однесува и за самостојните вршители на дејност, занаетчии, земјоделци, трговци поединци, адвокати, нотари и други кои не извршиле плаќање на персоналниот данок на доход, без разлика дали станува збор за обврзник кој го плаќа данокот според реален или паушално утврден приход. Проверката може да се изврши и преку интернет, доколку граѓанинот по различни основи има потреба да му биде издадено решение за утврдување на персонален данок, може да поднесе барање со препис UJP-3.2/16/1. Дополнителни информации може да се добијат преку инфоцентарот 0833 000, информираат од Управата за јавни приходи. Граѓаните да не излегуваат надвор без неопходна потреба, да конзумираат топли напитоци и храна што ја одржува температурата на телото, да избегнуваат алкохол и соодветно да се облекуваат. Ова се препораките кои Комисијата за оперативно спроведување на активностите од акцискиот план за заштита на здравјето на населението од студено време деновиве ги упатува до граѓаните. Во случај на екстремно ниски температури за заштита на здравјето на населението се препорачува избегнување физичка активност на отворено, но и задолжително користење топла повеќе слојна облека и соодветни обувки за снег и мраз и внимателно одење. Останатите вести од Македонија во продолжение.
Министерството за здравство со препораки бремените жени и хронично болните лица над 60 години денеска и утре да бидат ослободени од работа. Оние пак што работат на отворено да се реорганизира работното време поради екстремно ниските температури кои можат да бидат ризични по здравјето на овие лица. Државниот советник за здравствена заштита при Министерството за здравство Јованка Костовска соопшти дека согласно податоците од Управата за хидрометеоролошки работи се очекува Осоговско-Малешевскиот регион, односно Делчево, Виница, Берово и Полошкиот регион, Тетово, Гостивар, Кичево и денес да бидат зафатени со температури од портокалова фаза и дека ниските температури ќе продолжат и утре. Според податоци од овие два региона, минимално се разликуваат од податоците на останатите региони во однос на температурите за 1, 2 до 3 степени. Министерството за здравство и Комисијата за превенција од студени бранови препорачува овие денови, почнувајќи од денеска, бидејќи е работен ден и во вторник, да се ослободат од работни обврски бремените жени и хронично болните лица над 60 годишна возраст со цел заштита на нивното здравје. Препораките се за целата територија, но посебен акцент на Осоговско-Малешевскиот и на Полошкиот регион, потенцира државниот советник Костовска. За работниците пак кои што работат на отворено, треба да се внимава работните обврски да ги практикуваат од 10 до 16 часот со повремени паузи на секои 2 часа по половина час во топла просторија и со топли напитоци, се и со цел заштита на нивното здравје. Голем проблем се и падовите и скрашениците како последица на лизгавоста на улиците, поради што се препорачува внимателност на граѓаните за да не дојде до скрашеници. Од среда се очекува благ пораст на температурите. Православните христијани денеска на третиот ден од Божик го празнуваат свети архидјакон и првомаченик Стефан, кој бил каменуван зашто проповедал дека во Исус не веруваат само лошите луѓе. Именден празнуваат Стефан, Стефанка, Стефанија, Фанија, Фанка, Стојан, Стојанка и така натаму. Овој Стефан беше евреин, саработник на апостолите. Еден е од 7 ѓакони на Ерусалимската црква. Со него почнува подвигот на мачениците, па во таа смисла е и наречен првомаченик. Новите цени на горивата денес ги соопштија од Регулаторната комисија за енергетика. Бензините поскапуваат, а цената на дизелот иста. За 0,50 денари по литар е зголемена малопродажната цена на Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98. Со тоа ќе изнесуваат 67 денари по литар за Евросупер БС 95, додека малопродажната цена на Евросупер БС 98 изнесува 69 денари по литар. Остануваат исти малопродажните цени на Евродизел и на екстра лесното масло за домакинство, а малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,718 денари по килограм во однос на цената утврдена со одлуката од 26.12.2016 година и со тоа цената на мазутот изнесува 28.827 денари по килограм. Од почетокот на викендот студениот бран ја зафати Европа. Снежните бури го земаат својот данок. Над 50 лица загина, а блокирани се бројни автопати, улици, па дури цели градови. Отежнати се и многу летови низ аеродромите во Турција и САД. Што друго актуелно во светот во продолжение? Тајландски функционери кои ќе бидат осудени за дела за корупција за над 1 милијарда бати, поточно 28 милиони долари, може да бидат осудени на смрт. Тоа го предлага Националната комисија за реформи. Од сите 162 члена на таа комисија, 155 гласале за таа мерка. Се предвидува државни функционери кои ќе бидат прогласени за виновни за корупција за помалку од 1 милијарда бати да добијат затворска казна од најмалку 5 години. Сега мерката треба да ја одобрат владата, парламентот и подоцна Уставната комисија.
Над 50 лица се починати од студениот бран кој што ја зафати Европа, од кои 10 лица починале во Полска. Вчера беше најладниот ден за оваа зима каде измерени се минус 20 степени. Меѓу починатите има најмногу мигранти и бегалци од почетокот на викендот до сега. Во Чешка од петокот до денес починаа најмалку 6 бездомници, додека во Италија студениот бран одзеде 8 човечки животи, од кои 5 бездомници. Во вчерашната сообраќајна несреќа во Франција поради лошите временски услови загинаа 4 португалци, а 20 се повредени. Во Украина и во Белорусија, каде температурата се спушти до минус 20 степени, од студ починаа 13 луѓе. Денеска лидерите на кипарските грци и турци Никос Анастасиадис и Мустафа Акинџи треба да се сретнат во Женева со цел да ги продолжат преговорите за повторно обединување на Кипар. Тие се договорија минатиот месец да ги продолжат преговорите, со што не дозволија разговорите да останат на мртва точка по 19 месеци добар напредок. Во преговорите ќе учествуваат и Грција, Турција и Велика Британија, поради разгледување на безбедносните аранжмани по потпишувањето на договорот. Променливо облачно и многу студено, ваков беше првиот работен ден од неделава. Според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, во текот на ноќта не очекува повремени врнежи од снег на југот од земјата. Температурата во текот на утрешниот ден ќе се движи од минус 10 до минус 2 степени Целзиусови, а во текот на ноќта се очекува температурите да се спуштат 20 под нулата. Деталите во продолжение. Ова беше последната информација, ова издание на информативниот дневник на К1 телевизија ќе го завршиме со зимска идила. Нашите колеги Александар Костов и Дијана Иванова беа на терен и еве што снимија како изгледа Велес под снегот и околината. Погледнете сами, од мене пријатно.